Za vašето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите крап на унгарски начин. Главиците кромит ги сечкаме на кругови. И компирите ги сечкаме на кругови. Ги ставаме да се обарат во тенџере со зовриена водена оган. Пиперките ги сечкаме на коси кругови. Макдоносот ситно го сечкаме. Лентите сланина ги сечкаме на долгнавести парчиња. На лимонот му ги отсекуваме краевите, потоа го сечкаме на кришки. Претходно исчистениот и измиен крап од двете страни го засекуваме на повеќе места. Го посолуваме од надворешната и од внатрешната страна. Потоа го наросуваме со мелен црн пипер. Тавата за печење ја попрскуваме со масло за јадење. Со лажица решетка во тавата ги ставаме обарените кругови компири. Врз нив го ставаме крапот. Ги додаваме круговите кромит. Потоа ги додаваме парчињата пиперки и сланина. И кришките лимон ги додаваме во тавата. Наросуваме со сечканиот макдонос. Потоа ја наросуваме буковата сол. Во тенџере на оган го ставаме путерот. Го налеваме виното. Во тава на оган ставаме масло за јадење. На загреаното масло го ставаме брашното да се пржи. Мешаме со жица за матење. Откако брашното ќе се испржи, налеваме 250 мл вода. Мешаме со жицата. Ја додаваме павлаката. Промешуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Уште еднаш промешуваме. Во тава за печење го налеваме доматниот сос. Откако ќе ја добие потребната густина и сосот со павлака го додаваме во тавата. На крајот го додаваме растопениот путер. Ја затвораме тавата со алуминиумска фолија. Ја ставаме во ревна. Печеме 60 минути на температура од 200 степени. Чинијата за сервирање ја украсуваме со 2 листа ендивија. Крапот го ставаме на чинијата. До него нанесуваме од преостанатата содржина од тавата за печење. Декорираме со 2 половинки лимон и 1 ротквичка засечена во форма на цвет. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 80 минути.